Добар ден. Вести на македонската телевизија во 10 часот. Република Македонија поднесе тужба до Меѓународниот суд на правдата во Хаг против Грција. Во апликацијата до судот стои барањето дека на Грција мора да и се наложи да ги почитува сопствените правни обврски од времената спогодба од 13 септември 1995 година, која е правно обврзувачка за двете земји, а посебно за Грција, која се обврза да не приговара на пријавата за членство на Македонија во НАТО. Во онредната пресконференција ја следеше Марија Котовска. Денешниот ден, 17 ноември 2008 година, ќе остане впишан со големи букви во македонската историја и ќе биде запомнат како денот кога Република Македонија поведе правна постапка против Република Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Цел на тужбата е да и се наложи на Грција да ги почитува правните обврски преземени со подпишувањето на спогодбата, согласно која јужниот сосед е обврзан да не го попречува членството на Македонија во меѓународните организации. Мотив за поднесување на тужбата беше грубото кршење на времената спогодба од 1995 година од страна на Грција, која на самитот на НАТО во Букурешт го злоупотреби правото на вето и ја попречи поканата на Република Македонија за членство во Алијансата. Ова го соопшти шефот на македонската дипломатија Антонио Милошовски на денешната вонредна пресконференција во владата на Република Македонија. Во апликацијата до Меѓународниот суд на правдата се бара да биде констатирана повредата на членот 11 и второто барање е да биде наложено на првата страна од оваа времена спогодба, односно Грција, во иднина да се воздржи и да ги превзеде сите неопходни дејства за доследно почитување на членот 11 од времената спогодба. Министерот Милошовски посочи дека поведувањето на постапката не го тангира прашањето за името, ниту има за цел да ги измести преговорите, бидејќи не станува збор за политичко, туку за правно прашање. Ние остануваме активна страна во преговорите под посредство на Обединетите нации, порача министерот Милошовски. Согласно статутот на Меѓународниот суд на правдата, владата на Република Македонија ме определи мене како министер за надворешни работи да бидам застапник на Република Македонија пред Меѓународниот суд на правдата. Република Македонија за поднесувањето на оваа апликација ангажира едни од најпознатите меѓународни експерти по ова прашање. Владата на Република Македонија одлучи да го назначи професор доктор Будислав Вукас, хрватски стручњак по меѓународно јавно право од Загребскиот универзитет за адхок судија на Република Македонија по однос на оваа апликација. Постапката пред Меѓународниот суд ќе резултира со правно обврзувачка, односно облигаторна, а не советодавна одлука. И таа ќе биде конечна, односно против неа не може да се вложи жалба. Министерот Милошовски изрази уверување дека Меѓународниот суд ќе помогне во решавање на овој правен спор, бидејќи, како што рече Милошовски, судот делува праведно и брзо. За покренувањето на постапката, владата на Република Македонија ги известила сите релевантни домашни и меѓународни фактори. На пресконференцијата во владата и претходеше средба на државниот врв, на која премиерот Никола Груевски и шефот на дипломатијата Антонио Милошовски му ја соопштиле одлуката за поднесување тужба на претседателот Бранко Црвенковски. Не навлегувајќи во оправданоста на одлуката, претседателот Црвенковски забележува единствено на тоа што одлуката била донесена без претходни консултации со него. Реакција од грчката влада. Таа оцени дека владата во Скопје со поведувањето постапка пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг против Грција само се обидува да го одложи решавањето на меѓусебниот спор за името. Министерството за надворешни работи на Грција на својата веб страница ја објави изјавата на својот портпарол Јоргос Комуцакос, кој укажува дека Грција не ја прекршила времената спогодба. Тој појасни дека владата во Македонија го отфрлила неодамнешниот пакет идеи на Обединетите нации за решавање на спорот со името и ја продолжува тактиката на одолжување. Македонија и порано флагрантно прекрши повеќе темелни и за неа обврзувачки одредби и основните начела на добрососедство, возврати Комуцакос, кој најави дека Грција во судот во Хаг ќе поднесе докази за тоа. Со обраќањето до Меѓународниот суд на правдата, скопската влада уште еднаш потврдува дека не е заинтересирана за брзо решавање на спорот околу името, укажува Комуцакос, додавајќи дека и покрај тоа, Грција ќе остане доследна на процесот под покровителство на Обединетите нации за изнаоѓање обострано прифатливо решение за името.
Најголемата опозицијска партија во Грција ПАСОК оцени дека националистичкото раководство во Скопје очигледно ги води во ќорсокак на порите за решавање на проблемот со името. ПАСОК ја критикуваше и грчката влада дека ја скопјанилизирала надворешната политика заради внатрешно политички потреби и дека за тужбата на соседот дознала од медиумите. Исто така пренесени се и коментари од опозицијската партија Лаос. Според партијата на Јоргос Караджаферис, секој пат кога премиерот Никола Груевски ќе се врати од Соединетите Американски држави, има се почудни идеи. Со енергична дипломатска активност во меѓународната јавност можеме да очекуваме позитивни резултати, вели професорот Димитар Мирчев. За владината одлуга со него разговараше Лидија. Македонија по грчкото вето во Букурешт бара правда од судот во Хаг. Мислам дека ова требаше да го направиме и порано. Грција еклатантно ја крши времената спогодба од 95-тата, па на владата не ѝ преостана ништо друго освен да покрене постапка пред судот, вели професорот Димитар Мирчев. Смета дека постапката може да трае подолго време. Во секој случај ние на светот со ова му кажуваме дека не можеме да разговараме за надминување на спорот, за разликите во спорот со името, доколку втората страна не се придржува до своите меѓународно прифатени обврски. Тоа е една од тие обврски беше таа страна непосредно да не поддржува во приемот во сите меѓународни организации. До сега многу пати, повеќе пати се има случајно, не да не поддржува, туку да ни пречи. Букурешкиот самит за влез на Македонија во НАТО беше типичен пример. Не знам какви ќе бидат ефектите, но разговорите за надминување на разликите околу името продолжуваат, вели Мирчев. Ние не сме се откажале, но сега треба да се информира меѓународната јавност за проблемите што ни ги предизвикува Грција. Доколку меѓународниот суд во Хаг го утврди тоа, сметам дека нам значително ќе ни се олесни позицијата. Мирчев е убеден дека со енергична дипломатска активност во меѓународната јавност ќе има позитивни резултати. А што се случуваше и како течеше подготвувањето и подпишувањето на времената спогодба од 95-та? На овој момент се навраќа Мирјана Василева. По крвавата дезинтеграција на поранешната југословенска државна заедница Република Македонија ја прогласи својата независност, а на 17 ноември 1991 година го усвои уставот со кој се прогласи независноста на државата и се потврди нејзиното уставно име Република Македонија. Во 1993 година Република Македонија требаше да биде примена во членство на Обединетите нации, но се спротивстави Грција, оневозможувајќи го зачинувањето на нашата земја под уставното име. Официјална Атина тврдеше пред меѓународната јавност дека поимот Македонија и останатите права и припаѓаат само на Грција и побара Република Македонија да влезе во светската организација под привремената референца ПРЈМ. Во меѓувреме Република Македонија воспостави дипломатски односи со речиси сите земји во светот. 2 години подоцна, под притисок на Грција, Македонија направи уште една отстапка, го промени официјалното 16-кратно сонце знамето. Меѓутоа целата меѓународна заедница не ги прифати аргументите на Грција. Република Македонија под уставното име ја признаа над 120 земји, меѓу кои и трите постојани членки на светската организација Кина, Русија и САД. Во 1995 година Скопје и Атина ја подпишаа привремената спогодба со кој се овозможи по едногодишна блокада што Атина ја воведе кон Македонија да се нормализираат трговските односи, но подоцна очигледно се види намерата на Грција го искористи правото да го блокира правото на земја во меѓународните институции откако Република Македонија побара за членување под уставното име. Во текот на долгогодишните македонско-грчки преговори, решение не се изнеде, така на пример во 1996 година од македонска страна беше понудено така наречената британска-ирска формула на користење на двојното име, што значи дека Република Македонија ќе го користи своето уставно име во меѓународните организации, а Грција, ако сака, Македонија да нарекува под некое друго име. Во текот на маратонските преговори, двете држави се обидоа со посредникот Метјо Нимец да изнедат прифатливо решение за двете страни. Република Македонија остана на ставот, уставното име да се признае во меѓународните организации, изразувајќи подготвеност да направи отстапки со цел да се договори околу разликите со името Македонија, што двете земји ќе го употребуваат во билатералните односи.
За време на преговорите, Република Македонија децидно кажа дека нема територијални претензии кон Грција. Разговорите со посредство на Метју Мимиц и со посредничка улога на САД до самитот на НАТО во Букурешт не ги даде очекуваните резултати од преговорите.